Вчера започнавме со проучување на, значи обично во Петоци разработуваме книгата Христови параболи. Вчера започнавме со една многу добро позната парабола, двајцата молители. И јас уште минатата сабота подготвив тема во врска со тоа, без да знам дека имам изненадување минатата сабота, така да ми остана за оваа сабота, па се поклопи со тоа проучување. Тема која што не е дека не е зборувана, меѓутоа сметам дека е тема која што често пати треба да се повторува. Затоа што во оваа парабола се соочуваме со, како што вчера читавме и вие кои што бесте присутни самите увидовте, се соочуваме со еден од најтешките гревови, најбезнадежните, вели таму сестра Елен Вајд, оној кој што најтешко се лекува. А тоа се три, би рекол, состојби кај човекот, меѓутоа кои што одат рака под рака. Гордоста, самоувереноста и самоправедноста. И ретко кој од нас немал проблем во овие области, со овие три нешта, па затоа сакав денеска да се подсетиме на оваа парабола која што е спомната во 18 глава Лука, па да отвориме таму. И следува веднаш после една друга парабола со, сеќавате се онаа вдовица која што му досадила на неправедниот судија и сепак го добила она што го барала. Затоа што била упорна. Парабола низ која што Господ ни порачува дека треба да бидеме упорни, треба да бидеме истрени во молитвите. А сега читаме од 9 до 14 стих, значи во Лука 18 глава. А на некој, че веднаш Исус уште на почетокот нагласува за кого се однесува ова што ќе го каже. А на некои кои беа уверени во себе дека се праведни. Ова е навистина една прекрасна порака до Лаодикеја, затоа што токму Лаодикеја и Лаодикејецот е оној кој што е уверен во себе дека е праведен, за себе дека е праведен. Значи, а на некои кои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираат другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегува во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цариник. Пред да продолжиме да видиме зошто баш овие Исус ги зима за пример. Кој бил фарисејот, а кој бил цариникот во тоа време? Значи, фарисејот е добриот. Така сите сметаат. Фарисејот е оној кој што е на највисокото скалило на религиозноста, да кажем, на верноста. Оној кој што бил почитуван, оној кој што се правил како што треба. By the book, што ви кажат. Или според книгата. И тоа не само според Тората, туку и Мишната, кој што била како еден вид на до објаснување на Тората, па дури имате тамо за само еден стих, во Мишната имате цели поглавја објаснување на само еден стих. И сето тоа тие прецизно го држеле. Талмудот, да го спомнем исто како пак коментар на Мишната. Значи, живееле еден богобојазен под наводници живот. Значи, ако некој требало да биде спасен, тогаш фарисејот бил прв кој што требало да биде спасен. А од друга страна, цариникот кој што е најомразениот, може да го ставиме на таа најниското скалило на религиозност. Човек кој што го сметале за предавник, кој што работел за окупаторската власт и се богател на сметка на своите, на евреите. Тоа бил цариникот. Тој бил лошиот. И изненадува што читаме надолу, односно ги изненадува сите оние присутни кои што ја слушале параболата, дека Исус ќе ја заврши на неочекуван начин. Еве да читаме, значи продолжуваме 11 стих понатаму, кај што застанавме. Значи влегле едниот фарисеј, другиот цариник во храмот да се молат. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака: Боже ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој цариник. Постам 2 пати во седмицата и давам 10 од се што придобивам.
А цариникот стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. И еве го завршетокот, клучната полука од 14 стих. Ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан, овој вториот, отколку оној првиот, зашто секој кој што се возвишува себе си, ќе биде понижен, а оној кој што се понизува себе си, ќе биде возвишен. Интересно, Исус ја завршил правилото со тоа што добриот станал лош, а лошиот станал добар. Неочекувано. Но не е неочекувано кога ќе ги разгледаме стиховите, значи, од 11 поготово, значи, до 13. Јас би взел заправо да кажем една модерна верзија на оваа парабола и секоја случајност овде, секоја сличност е случајна. Значи, имаме двајца верници во една иста црква, едниот е Трајко, другиот е Петко. Обично ги користам овие имења затоа што често се користат во македонскиот јазик. Трајко е ѓакон во црквата, високо почитуван. Значи, секоја сличност е случајна. И една сабота има прилика да се моли за дарот, и знаете, пред микрофон ќе излезе онака со она така наречена понизност, со оној посебен глас, се моли и вели: Господи, ти благодарам што ти служам како ѓакон 20 години во оваа црква. Господи, ти благодарам што ми даде сила да со овие мои две раце учествувам во изградбата, во подигањето на овој храм. Господи, ти благодарам што сум редовен секоја сабота, веќе 10 години, дури и болен кога сум и тогаш доаѓам, тука сум. Ти благодарам што доаѓам во 8:30, а не во 9, како повеќето. Ти благодарам, Господи, што си ме обдарил со сила, што, ете, давам дури повеќе од 10%. И повеќе од 10% давам. Ти благодарам што сум морално чист. Не сум прелюбник. Си ја сакам жената. Ти благодарам што не пушам, не пијам. Ти благодарам што не се дрогирам и не продавам дрога како некој меѓу нас. А тоа се однесува на Петко, кој што бил дилер на дрога. Отпаднат од црквата, одамна, ретко иде. Ама ете, таа сабота се нашол во црква. Петко, дилерот на дрога. И ти благодарам за дарот и така натаму. И откако завршил со молитвата и потоа следува вториот дел и проповедта била прекрасна, меѓутоа тој ја одспал половина, вториот дел не го разбрал, затоа што не можел да го поврзе. И завршило богослужението и тој си заминал среќен, радосен, што уште една сабота бил редовен на богослужение и после 6 работни дена следи друга сабота, кога тој повторно ќе се нацрта во сабота во црква и така натаму и така натаму. Но Петко, дилерот на дрога, немал прилика да се истакне, да излезе напред, да каже некоја молитва, но бил така поводен од проповедта, што таму некаде позади, после самата проповед паднал на колена и се помолил и барал прошка од Господа, затоа што бил свесен колкав грешник, колку многу забегал, отишел далеку, но ете сега се нашол во вистински момент, може би да ја слушне токму таа порака која што била за него. И побарал прошка. И кој заминал оправдан таа сабота од црква? Петко или Трајко? Како што гледаме во случајот со фарисејот и цариникот. Значи, како што цариникот заминал оправдан, прав пред Господа, се случила огромна промена кај него, кај овој другиот воопшто не се случила промена. Тој понатаму си останал таков каков што е, горд на себе, горд на своите достигнувања. Да, овакви примери се многу чести и многу чест е овој проблем со самоправедност, со самоувереност. Не верувам дека некој од било кој од нас избегнал од тоа некојаш барем во својот духовен живот.
И навистина, еве, ќе поставиме неколку прашања и се обидеме да одговориме секој за себе, нормално. Како прво, зошто доаѓаме во црква? Е прашањето. Ги имаме фарисејот и цариникот или Петко и Трајко во случајов. И двајцата дошле во црква, иако е Петко многу ретко. Трајко бил редовен и секојаш доаѓал на време, па дури и болен, значи не испуштал богослужение, секојаш бил тука, но доаѓале од две различни причини двајцата. Првиот доаѓал, или цариникот, фарисеот, доаѓал за да биде виден. За него црквата била како еден вид представа, значи тој е еден од тие карактери кои што треба да се покаже пред сите, значи фино облечен, според сите правила и прописи. Свесен дека треба да внимава на тоа што ќе каже, затоа што, знаете, мора да се покаже пред другите, да биде виден од другите и да биде чуен дури. Забележите што кажал Исус во проповедта на гората на блаженството, во 6 глава Матеј, како ги осудува ваквиот став, ваквото држање. Значи 6 глава Матеј може да отвориме. Еви да читаме од првиот стих може. Внимавајте да не ја вршите својата правда пред луѓето за да ве видат тие. Фарисеот токму тоа го правил. Инаку немате награда од вашиот татко. И вториот стих е така, кога правиш милостина, не труби пред себе, како што прават лицемерите. Или петиот стих, и кога се молите, не бидете како лицемерите кои сакаат да се молат, стоејќи по синагогите. Забележувате како се молил цариникот? Се извинувам, пак грешам. Фарисеот. Застана и се помоле. Еве, гледаме дури и ставот, за кој што мнозина сметат дека не е толку битен. Фала му на Господа, ние сме осведочени и добро правиме. Верувам дека добро правиме, не го правиме, ако не го правиме тоа формално, ние обично коленичиме. И тоа е вистинскиот став кој излегуваме пред Господа. Но фарисеот немал таков став. Тој застанал, што вели? Застана и се молеше. Практикувале и по улиците, како што вели овде самиот Исус, се со цел да бидат видени, кога ќе клекнеш, не те гледа никој. Во една прилика во црквата во Велес ми беше замерено зашто клекнувам на секоја молитва, тие обично, знаете, час клекнува, час. И еден брат ми рече, штрчиш, вика. Сите стојат, ти клечиш. Грешка си, викам, вие штрчите сите, значи јас сум клекнат доле, вие сите штрчите. Фарисеот застанал и се молел за да биде виден и за да биде чуен, често пати гласно се молеле. И видите како се моли. Значи, зашто доаѓаш во црква? За да бидеш виден од другите, за да им угодиш на другите, за да видат во тебе, еве, што си. Зошто кажуваш искуство? И како го кажуваш искуството? За да биде прославен Господ или за да кажат, еве го, колку е верен и какви искуства има? И дали кога го кажуваш искуството, тоа може би еден тест, може самите да се тестираме, највеќе е присутно јас или Господ. И често пати сум бил сведок на такви наставни, кога еден брат обично знаеше и често пати и ден-денеска веројатно тоа го прави, да ги филува искуствата. Значи, така ќе ги каже, да, мислам, 50% е вистина, 50% е изфилува. И која е целта на тоа? Ако јас сум доживел искуство со Господа и сакам да го прославам Господа, ќе го кажам така како што е. Секој филување значи дека јас сакам нешто повеќе, да обрнам внимание кон себе, да бидам јас центарот на вниманието. И како се молеле, еве, ти благодарам што не сум, првин вели, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Че јас сум посебен. Фала ти Господе за тоа. Разбойници се ја спомнува, значи,
гревови, разбойници, неправедници, прелюбници, или како овој царников, се споредува со другите. Ова е мизерно, значи ова го правиме сите понекогаш, ама ова е навистина мизерно. Да. Па секој од нас може да најде некој полош од себе. Зарем не е така? Ако не е овде, ќе најдеме на улица некој, пијаница, не знам како. Се молите и се молите за да бидете чуени. Молитвата е разговор со Господа, а не за да бидете чуени од другите, па да кажат, знаете, види каква убава молитва кажа, цела поезија. На кого му се молиме? Некојаш забораваме на кого му се молиме. Се било едно дете, мало детенце, кое што со својата мајка пред спиење клекнале да се молат, и детево на цел глас, колко што го држи гласот. Господи, те молам за овој роден сега да добијам нов велосипед. И завршува со молитвата и мајка му прашува, Дороб, што врескаш, што викаш на цел глас? Пак Господ не е глув. Господ не е глув, а во баба ми е приглува, а она е во другата соба. То треба да чуе. На кого му се молиме? На Господа ли му се молиме или за да бидеме чуени од некој друг? Да, Господ не е глув, да. Значи, првата причина која што гледаме кај цариникот е да дојдеш за да бидеш виден, кај Трајко, што ја гледа. Меѓутоа, втора причина е за да се сретнеш со Господа, за да ги добиеш тие, како што рече брат Јани, трошки на благодат. Ја верувам дека не се трошки. Господ чека изобилно да ја истори таа своја благодат, да не охрабри преку некој збор што ќе го чуеме или било што. На тој начин ќе бидеме благословени, ќе излеземе благословени, ќе излеземе изменети од овде, од оваа врата. Ако дојдеме полни со себе, не знам дали нешто ќе се смени. Значи, дали доаѓаш да го побараш Бога и ако доаѓаш да го бараш Бога, тогаш не треба да ти биде битен аплаузот на браќите и сестрите. Може би ќе излезеш да пееш или било што. Не е битен аплаузот на другите. Најбитно е да ти аплаудира оној со двете ранети раце. Ако тој ти аплаудира, тогаш е во ред. Цариникот не дошел никој да му аплаудира. Не дошел да се споредува со никого. Туку се чувствувал мизерно таму позади некаде. Велелен Вајд дошел со другите верници, меѓутоа се издвоил како недостоен. Се тргнал настрана. И фарисејот се тргнал настрана, излегол напред за да биде виден од сите. А овој како недостоен се тргнал таму позади. И се удирал во гради. Ако доаѓаме да се сретнеме и да го најдеме Господа, можеме да го најдеме. Еремија во 29 глава вели 29.14 и ќе оставам да ме најдете, зборува Господ, се извинам 13. Ќе ме барате и ќе ме најдете, зашто ќе ме барате со сето свое срце. Дали доаѓаме да го побараме Господа со сето свое срце? Ако доаѓаме да бидеме видени од другите, да импресионираме некого, тогаш ние не го бараме Господа со сето свое срце. Веднаш во старт сме поделени. Дали доаѓаме да му служиме на Господа? Пазите, самото име богослужение е, доаѓаш да му служиш на Бога, а не да му служиш на некој друг. Да импресионираш некого тук. Погрешно е да бидеш виден од некого. Да добиеш аплауз од некого. Второ прашање е каков став, какво држање имаш во црквата. Гледаме два различни става. Фарисејот е горд на себе, горд на своите достигнувања. Тоа го читаме од неговата молитва. Дори откако првин се споредил, значи, со другите, значи вака, најнапред, можеме да се истестираме самите себе си. Ако да вистина имаме гордост, ако сме самоуверени, тогаш, оно што претходно го кажав, дали нашето јас е премногу присутно, дали тоа кажуваме искуство или стануваме да коментираме на поука,
па јас ова, па јас она. Тоа е веќе сигурен знак. Земете го Луцифер. Јас. Имал јас болест, може да кажеме. Второ, горделивиот, самоправедниот, самоуверениот нема потреба од ништо, од никаква помош. Тој не приема помош од никого. Па, Лаодикејци што вели? Богат сум и се збогатив и не ми треба ништо. Ништо. Трето, ги гледа грешките кај другите, како што видовме во молитвата. Значи, фала ти Господе што не сум како другите, јас сум посебен. Што не сум како овој, што не сум како оној, што не сум прелюбник, што не пушам, што не пием. Таквиот има потреба да ги гледа грешките кај другите, затоа што има потреба да биде праведен, самоправеден, а самоправедноста ги бара грешките кај другите. А то секој од нас го може, го рековме. Во Шкотска некој собственик имал убава куќа, бела, и сега за време лето, знаете какви амбиенти има таму, дури темно-зелена трева, и сега во еден таков амбиент, со едно такво окружување, куќата навистина одударала и била преубава. Меѓутоа кога паднал снегот зимото, собственикот се осведочи и видел дека куќата нема е баш толку бела и нема е баш толку чиста во споредба со снегот. Значи зависи од тоа, од амбиентот, од обкружувањето. Па ние можеме да се споредиме со некој пијаница надвор и да кажеме, па јас сум 100 пати поварен од него. Он оди по кафани, јас во црква сум. Меѓутоа, со правдата Божја, ако се споредиме со Христа, ако се споредиме, тоа е вистинското мерило по кое што треба да се споредиме. Ако така правиме, тогаш многу од проблемите ќе изостанат, ќе ги нема. Еве да читаме во 23 глава Матеј, кај што Исус им упатува укори на фарисеите. Каква всушност религија имале тие? 5 стих. Тоа веќе го спомнавме, но еве тука, значи уште еднаш Исус го спомнува. Сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. Вчера спомнав. Минатиот пат се сеќавате тие реси што представуваат и оној син конец кој што требало да биде долу, да подсетува на заповедите. Предпоставувам дека фарисеите тоа толку го ширеле, толку плаво го правеле таму доле, да биде видливо од таму далеку, за да луѓето речат, еве овие се почитувачите на законот, еве овие се оние кои што го држат законот. Се што правеле за да бидат видени од луѓето. 23 стих, од иста глава. Горко вам, книжници, фарисеи, лицемери, кои давате десеток од нане, овој фарисеот, молејки се молил и рекол, давам десеток од се што придобивам. И од нане. И од, што беше, и од копра, и од кимин. Замислите, од најситните работи, од билките, што воопшто не било ни барано да се прави. Но тој и тоа го правил. Зошто? За да се препорача пред Господа, да го импресионира Господа. Ние не можеме со ништо да го импресионираме Господа. Оној кој што го импресионирал Господа вистински во овој случај е цариникот, а не фарисеот. Ќе видим малку подолу како го импресионирал. Тоа е едниот став со кој што доаѓаме во црква и со кој што став ако дојдеме ние не можеме да излеземе изменети. Ќе бидеме такви како што сме. Но ако дојдеме со потреба за Божја милост, која што секојдневно ни е потребна, како што цариникот дошол, тој воопшто не се повикувал на никаква своја добрина, на никакви своји доблести и дела. И како би можеле да се повикуваме воопшто, затоа што се што имаме се сме добиле. Никој од нас нема нешто сам од себе. Ако јас имам дар за свирење, од кај ми е тој дар? Во ред, јас можеби сум вложил труд за да го доразвијам, меѓутоа од каде ми е дарот, ако не од Господа? Што вели Павле во прво послание до Коринќаните 4:7, еден убав стих, кој што се трудам да го запомнам, затоа што навистина е добар. Прво послание до Коринќаните 4:7.
Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Прашање. Сите ние сме уникати, сите ние се разликуваме од некој друг, сите ние имаме нешто повеќе од некој друг или тој друг па нешто повеќе од нас. Но кој не прави да се разликуваме од другиот? И што имаш што не си примил? Имаш ли нешто што не си примил, вели стихот? И така, ако си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Одnosno, зошто се фалиш дека тоа е твое, дека тоа си ти? Сеќавате како завршил Навуходоносор, откако тоа негово јас отишло до небо, го изиритирало толку многу Господа, што Господ му го одзел разумот. Кој што исто така е дар од Господа. Значи, немаме ништо што сме примиле, што имаме, а што не сме примиле. Тоа треба да бидеме свесни. Со што можеме да се препорачаме пред Господа, ако Исаија 64.6 вели дека сета наша праведност како нечиста облека. Сета наша праведност. Елен Вајд вели се што ние можеме да правиме сами од себе извалкано со грев и себичност. Тоа е од нас. Извалкано со себичност, затоа што такви сме. Такви се раѓаме. Третото прашање, она клучно, што го гледаме параболата како заклучок, како излегуваме, како ќе излеземе од црквата? Еве, значи, видовме и се запрашавме зошто доаѓаме воопшто од црквата, која е причината, какво држање, каков став имаме и како ќе излеземе од црквата. Тоа е многу битно. Што ако ете само така си помени уште една сабота? Без никаков благослов примен. Ако сум преполн со самиот себе, како фарисеот, тогаш веста што доаѓа од ова место или ете било, ќе се прочите некој искуство, ќе каже, нема да допре до нас. Повторно во Матеј 23 глава, читаме од 25 до 28 стих, религијата на еден фарисеј. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, кои ја чистите надворешноста на чашата и чинијата, значи, се што е надворешно, што треба да биде видено, е перфектно, оти приличите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Така вие однадвор им се покажувате праведни на луѓето, а внатре сте полни со лицемерство и беззаконие. Чистењето започнува од внатре, на надвор. Таквата религија е само лицемерна, ваквата на религијата на фарисеите. Исаија 29.13. Може и да, Исаија 29.13 не го читавме. Господ рече, бидејќи овој народ ми пристапи само со уста и ме почитува само со устните, а срцето му е далеко од мене, тоа е религијата на фарисеот. Без срце, без суштина. Надворешна, накитена, но без суштина. Дали го почитуваме Господа само со устни? А срцето, односно, да, срцето е далеко од него и воопшто не му даваме допир и да допре и да пристапи кон нашето срце, кој што всушност е главниот проблем. Или пак доаѓаме свесни за својата состојба. Свесни дека ни е потребна милост и